Реконструкцијата на магистралниот пат Охрид-Свети Наум, проект кој што конечно се реализира после цели 4 децении, го поздравија охриѓани и бројните туристи. Нашите традиционални гости отворено кажуваат дека токму поради лошиот и небезбеден пат избегнувале да го посетат манастирскиот комплекс Свети Наум. Други пак 2 пати размислувале пред да тргнат на тој пат, а оние кои прв пат ја посетуваат дестинацијата се воодушевени. Баш е леп осеќај, први пат сме во Охриду. Ова е уникатна дестинација. Прв пат сме во Охрид и секоја интервенција на патната инфраструктура во Охридскиот регион е многу важна бидејќи има многу туристи, а тоа е значајно за Македонија. Мислим да има доста туриста и да е тоа врло битно за Македонија. Ние доаѓаме често пати во Охрид, во овие последни 55 години што сум во Австралија. Тука имам додено најмалце 20-25 пати. И баш сум задоволен, пред 2 дена слушнав на телевизија, али сум, многу, како да ти кажам, заблагодарен што го направиле патот, не само за мене, него за целата Република Македонија. Пошто ова дестинација е најважна за туризмот. Нешто убаво, нешто мислам запарно да вози човек и по-сигурно мислам. Не убав беше, многу кривини. Последниот пат јас бев 23-та и многу тешко беше. Оти поради немаше премин да се премини кола од една до друга страна и тоа беше многу опасно. Уште колку видовме на телевизија дека патот е направен и пуштене, многу се израдвавме. Експертите го нагласуваат значењето на овој патен правец бидејќи ја поврзува дестинацијата и со соседна Албанија. Како регионален, а утре се надевам дека ќе влезе и во магистрална патна мрежа, бидејќи има спојка со друга држава. И тоа ни е многу важно, бидејќи влегувањето во Албанија значи и влегување на многу стратешки места во самата Албанија, од Корча до Тирана до самото море. До почетокот на главната туристичка сезона во употреба ќе биде пуштен и дел од автопатот Охрид-Кичево од Врбјани до Охрид, со исклучок на Ботун, а комплетно овој важен инфраструктурен проект ќе биде завршен до крајот на 2026 година.